Носферату е новата представа на Штипскиот театар која овој четврток со почеток од 20 часот ќе оживее на сцената во Штип. Возбудлива и визуелно моќна, ова современа постановка ветува културна вечер која публиката нема да ја заборави. Режисерот Бојан Трифуновски носи нова визија на класичната приказна за вампирот од готскиот мит, а во представата настапува добро познатите актери од штипската сцена, чии имиња сами по себе будат интерес кај локалната публика. Директорот на Центарот за култура на Штип Пеце Ристевски рече дека представата е поддржана од Министерството за култура и топло ги покани заинтересираните штипјани. Станува збор за представата Носферату 2025 во режија на Бојан Трифуновски и истата е поддржана од Министерството за култура и туризам на Република Македонија. Бојан е добро познат на штипската публика затоа што ова е втор проект што го работи во нашиот театар, а се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со ова со работа. Во представата играат Евтим Трајчов Ѓаорски, Миле Врателски, Елена Шорова-Бербов, Марија Мичева Антонов, Милорад Ангелов, Стефанија Митовска, Никола Козелов, Ангелка Нашкова. Сценографијата изработи Љупчо Иванов, а костимите се на Моника Качева. Ја поканувам публиката да дојде утре вечер во 20 часот да погледне оваа представа, која што мислам заслужува да биде погледната. Дека оваа представа ќе придонесе многу впечатоци за публиката. Децидено останува режисерот Бојан Трифуновски. Вели дека е посебно горд што представата ќе биде представена токму во градот Подисарот, благодарејќи му на директорот Ристевски. Славам 20 години кариера оваа година и имам тенденција да бидам емотивен кога зборувам за своите процеси, затоа што емотивно се внесувам во нив и емотивно се давам. И за возврат не очекувам ништо помалку од автентичен ангажман и креативните капацитети на луѓето што се инволвирани во процесот да бидат активни. Овде ми е втора дома затоа што во кариерата барате места каде што можете да дојдете и да се чувствувате како да сте со сопственото семејство, да се сакате, да се расправате на креативни теми, да дебатирате во еден демократски процес, да направиме една комедија која што мислам дека ќе биде интересна за публиката, затоа што е не секојдневна тема. Во мојот втор дом Штип, затоа што од влезот на кружниот тек до ридот на кој што ме сместија, на ово прекрасно јунско сонце, секоја кривина има приказна, како што и секој од актерите со кои што работев има автентичен дух, автентичен талент. Секогаш ми е убаво да работам овде, затоа што сите процеси овде ми се лабораториски. Секогаш истражуваме, не вадиме ништо од мал джеб, ништо не е готово, ништо не е спремно. Се мора да е на врат, на нос, ама затоа па после задоволството е уште поголемо, затоа што навистина сум горд на овие луѓе. Но за да представата допре до публиката, посебно се важни актерите. И овој пат тие се подготвени да ја освојат публиката. Можам да ви кажам дека имаме специфична представа, многу напор, труд вложи оваа цела екипа, уметничкиот кадар, продуцентскиот кадар, техничкиот. Иако, како што кажа Бојан, се соочиме со многу проблеми, тоа мора да се потенцира и да се знае дека проблеми има, но во иднина мора да се насочуваме кон решавање по-прагматично на тие проблеми или да ги нема, ако е возможно, од сечија страна, и од наша, и од на Министерство за култура и финансии. Вие, новинарите, сте тука за да ги потенцирате тие работи. Затоа мислам дека ова представа вреди да се погледне, Носферату, одлична тема, комедија, пародија, во стил на Бојан. Мислам дека сите направија многу специфични ликови и би сакал да има голем успех и живот оваа представа. Овој проект го започна еден човек кој не можам да не го спомнам, чувствувам тежина. Тоа е нашиот покоен раководител Филип Стефановски, човекот кој што го сонуваше овој ден и кој што ќе му беше негова прва пресконференција, човекот кој што го сонуваше овој проект. Навистина многу недостасува. Навистина оваа представа, јас лично верувам и колегите ќе му ја посветиме, веројатно ќе се радува таму некаде горе. Бог да го прости, вечна му слава за нашиот Филип Стефановски. Оно што сакам да го кажам во представата го играм Ренфил, човекот кој е одговорен за убаво се чувствуваат вампирите.
Инаку од Штипскиот театар упатуваат повик до сите љубители на културата да не ја пропуштат оваа премиера, која најавува моќна сезона пред завеса. Билетите се пуштени во продажба.